Драги наши, добро вечер. РТК подготвува повеќе серии во исто време. Овој серијал од Никола Бадев сакам вечерва да го продолжиме и да оставиме простор да се вратиме уште еднаш на него. Меѓутоа, заради програмски причини во овој петочен термин, емитуваме и политички емисии, емитуваме и емисии кои се од областта на спортот, од повеќе спортови, и затоа со вечерашниот серијал со кој го одбележуваме достојно името на Никола Бадев, сакаме да потврдиме дека понатаму остануваме на медниците на нашата традиција, која остава за многу работи. Првата емисија за Бадев предизвика многу внимание и затоа посветив малку повеќе внимание да видите некој малку гледан или малку емитуван материјал за него, правено од професионалци пред 20 на 25 години. Има некои материјали и од денеска. Направивме една монтажа и во 1 час и 10-15 минути ги сместивме така што ќе имате шанса да видите. Ние планираме да го емитуваме и концертот од Скопје, што го одржа нашите колеги по повод 100 годишнината од неговата смрт, а исто така и други материјали, препењување на песни од Богев, на доктор Пењушков во нивна верзија, односно песните се од Бадев. Но за тоа ќе оставиме простор во нашите наредни емисии во овој термин, а сега ви најавувам дека во овој термин од идната емисија ќе почнеме да емитуваме политички емисии или емисии со политичари, со познати луѓе со кои веќе договоривме термини за емисии. Во исто време подготвуваме и спортски емисии во кои одбележуваме значајни годишнини или пак што бил спортот некогаш, а што е денес. Се задржуваме на денешната емисија и да скратам многу, да не најавувам. 104 години од раѓањето на доајенот на македонската народна музика, на пеачот со кадифен глас, али како мојот, господинот Никола Бадев. Тој секој ќе остане запечатен, забележан и во музеот достојно презентиран за генерациите што доаѓаат. Дел од овој материјал што вие вечерва ќе го видите и дел од другиот што останува кај нас го даваме во музеот за да биде вечен таму и да биде заштитен од сите оние кои не му мислат добро на Бадев. Вечерва емитуваме искажување на познати пеачи, искажување на поранешни градоначалници на Кавадарци, сето тоа срочено од професионалците Јован Ацев, покојниот Јован Ацев, мојот колега, и Лиљана Илиева, кои направија или се обидува да направат достојно одбележување на неговата годишнина, тогаш 80, 70 или пак 100 години од неговата смрт. Во секој случај, ќе дознаете и кога е поставен првпат споменикот на Никола Бадев, кој сега стои на градскиот площад, и за многу други поединости. Не ви откривам, погледнете го ова издание на емисијата за Бадев. Богом мила дойде време, јас со тебе да се разделам, јас пак беден роден сум без крцне, се сома тага голема. Јас пак беден роден сум без крцне, се сома тага голема. Тешка беше нашата разделба, кога тргна во непознат крај, моите солзи патот го допеа.
nepoznat kraj. Moite solzi pa tog gotov peja, za nepoznat kraj. Dojdo tuka kako jaban žija, daleku od mojo dovni kraj. Srce plače, nigde sreća nema, teža gurbet tuđa tuđina. Srce plače, nigde sreća nema, teža gurbet tuđa tuđina. Saboten ноемвриски ден 1918 година. На Ристо и Сута Бадеви им се роди син. Го крстија Никола. Се роди во сончевиот и топол крај на Македонија, среде виновата лоза на убавата Тиквешија, во селото Глишич, Кавадаречко, место каде што луѓето ги красат ведрина, питомост и надареност за песна и свирка. Потекнува од музичко семејство. Особено неговата мајка Сута била надалеку прочуена песнопојка, а војко му Васил пеел и свирел на повеќе инструменти. Тие биле секогаш добредојдени на сите веселби во Тиквешијата. Никола Бадев, растејќи во таква средина со песна и свирка, ги наследил овие особини и ја продолжил семејната традиција. Како дете на 5-годишна возраст знаеше многу песни, многу ора. Постојано беше во скутот на некоја тетка, стрина, го галеа, го бакнуваа, го тераа да пее. Се развеселуваа кога си доаѓа уморни од полето, од тутунот, од афионот, од лозјето. Во таа распеаност растеше младата душа на ова дете, идниот бард на македонската песна. Никола жедно ги пиваше мелодиите и зборовите на песните и подпевнуваше со нив, а по неколку години веќе пееше заедно со нив и со чаршиските меракли на убавата песна. И како секое дете од ракииското мало во Кавадарци, трчаше и ја шутираше крапената топка, играше на газози, на петелки в дупка, фрлаше клиса и превртуваше стари пари на петка или глава. Некаде по 1930 година во Кавадарци секоја квечерина пред кафеанчето на Ѓошо Мицајков кај Јаворот до мостот, седеа и пивнуваа учители, адвокати, писари и малски граѓани. Тие знаеја дека малиот Коле убаво пее и дека не треба многу да се моли, па за бомбонче или чоколадце го качуваа на столче и бараа да пее. Тоа се случуваше и во чаршијата. И таму Никола пееше и слушаше како пеат разни луѓе на масите по кафеаните, на корзото и на игранките на младите. Прочуената тајфа пејачи од Кавадарци, другарите на татко Муристо, Благоја Темков, Благоја Мангаров, Тодо Габето, Диме Мазев, Илија Попето и Танчоро, Елишата и други од Неготино, беа извор на песни од кои Никола Коле се напојуваше. Имаше 10 години кога почна да учи да свири виолина. Тоа почна да го прави скришно. Неговиот војко Васил Неделков беше музички надарен и аматерски свирач на шупелка, кларинет и на саморачно изработена виолина. Малиот Никола постојано се вртеше околу него и го молеше да му покаже како се свири. Војкото тоа го правеше, но често немаше време да биде со него, а се плашеше да го пушти сам да свири, за да не ги скине жиците, оти беа скапи. А затоа Никола Скришум, кога војко му ке излезеше од куќата, се провлекуваше низ прозорецот во собата каде што беше виолината и учеше да свири. На Васил Неделков му се допадна упорноста и желбата на внукот и на крајот му ја подари виолината. Самоук наскоро се прослави во своето родно место како добар пејач и виолинист. А кога почна да се загледуваат моми во него, тој веќе свиреше на виолина, на брач тамбурашки инструмент, пееше по свадби, правеше веселби, серенади.
така и се замомчи. Но неговите амбиции не ја преминуваа границата на фолклорното друштво во Кавадарци. Беше член на градскиот хор на Васил Хаджиманов, а како зрело момче од крпена топка се префрли да игра фудбал. Беше десно крило во фудбалскиот клуб Југославија. Долго време беше повеќе познат како пејач и виолинист, но стана и познат фудбалер. Подоцна имаше можност да стане и полупрофесионалец во Белград, каде што се обиде да стане и авиатичар. Но Втората светска војна една девојка од Кавадарци му ги изменија плановите. Се оженив многу млад, раскажуваше Никола. Не бев ни војска ослужен. Не можевме веднаш да се венчаме, бидејќи Милка не беше полнолетна, па моравме долго време да водиме политика со поповите, за да ги кандисаме. Се венчавме во 1939 година. Изродивме 3 деца, синот Ристо и керките Сузана и Роска. По женачката Никола го служеше војниот рок, каде што го затекна и војната во април 1941, а во септември 1944 година стана и член на Втората македонска ударна бригада како болничар во Драгожелската болница. По војната Никола заврши курс за медицински техничар и работеше во градската амбуланта како асанатор, санитарен инспектор, хигиеничар. Така се нижеа денови, проткаени со работа, фудбал и свадби во Кавадарци, се до средбата со познатиот музиколог Васил Хаджиманов, кој одеше низ Македонија во потрага по таленти и пејачи. Тој го познаваше пењето на Никола, но сакаше тој квалитет да биде потврден и на една градска аудиција. Никола испее убави песни што покажа дека тој навистина е неоткриен талент за поширокиот аудиториум, но, за жал, ветената аудиција во Скопје не се одржа. Времето минуваше. Епизодата со првата проба се заборави. Во меѓувреме, Никола и понатаму беше асинатор, свиреше и пееше по свадби и други веселби, на серенади и беше фудбалер на тиквеж. Od jednaka strana jadno, sonce te iskreva. Od drugata strana jadno, jasna mesečina. Samo koje fajde jadno, koga jedno nemaš, koga sine mame jadno od srce poroda. Jadno, сега сме зенгини, само кое фајде јадно, порода што немаш. Дали е од мене јадно, или е од тебе, или е од Бога јадно, или е од чинка. Odgovara jadna, ubava jadna, ni tu je
majka prokanila, majka prokanila svoja, klela govorila. Lika sprema tebe jadno, ti da me najdeš, od srce poroda jadno, ti da me rodiš, otidenje spiješ jadno, a noće si plašiš. Mama majka bila jadno, mnogu pročinila. Nani mi, nani mi jagne. Почина Никола Бадев. Тоа ретко грло што ги испеа најлирските наши народни песни, сосема замре, молкна, исцедено од подмолната болест. После 3 децении интензивно пеење, гостување, настапување, отварање срца и душа пред милиони негови поклоници ширум нашата земја и надвор, мртвиот Бадев го испративме со тивката музика што над неговиот гроб ја свирија за последен пат. Само за него, неговите колеги од оркестарот на радио телевизија Скопје. Тоа беа таговни рефрени за големиот бард на македонската народна песна, за неповторливиот интерпретатор на оној раскошен лиризам создаван низ повардарието и теквешијата. Секоја негова песна носеше богата сторија со најсуптилни прелевања, пребогат во нијансите, недофатлив во вокалното вајање, чудно специфичен во бојата, овој глас низ целото свое траење ја пренесе возбудливата вистина за една сосема оригинална пејачка појава кај нас. Ненадобрзан на рустикалната вокализа, градејќи со својот глас некаков свој, автохотен градски стил на интерпретација. Бадев, пејачот, се роди и умре како осамен трубадур, кој на песната и прииде од најтоплата и најсојчева страна. Не водеше по сокаци, на чардаци, во меани, не пречекуваше со параходи, ни пееше за вечните копнежи на момите и момчињата, со трбата гевгелиска оживуваше славни ликови на војводи, се така до невините очи на децата од Ваташа. Бадев тргна по светот од родното кавадарачко село Глишич и проживеа живот од 58 години. Тој е еден од онаа прва генерација пејачи, ветерани, јавени во годините веднаш по ослободувањето на оние масовни фестивали со вистинската фолклористичка експлозија кај нас. На програмата на Радио Скопје ги донесе првите песни од тиквешијата, надоврзувајќи се инспиративно и на записите на друг еден тиквешенец, Васил Хаджиманов. И пееше Бадев, растеше Бадев. Ја обиколи својата земја, светот, имаше по едно срце за секоја песна и секој слушател. Го гледавме и слушавме на многу концерти и секогаш не понесуваше тоа негово славење со судбината на ликовите од своите песни. Една навидум незабележлива трансформација, но во него бурна, болна, вистинска. Од тука е неговата раскошна орнаментика многу повеќе од една чисто вокална специфика, нешто како одраз на едно внатрешно психологизирање, кога пејачот не излучува од себе само музика, туку порака живот. Никола Бадев се отиде носејќи со себе и дел од младоста на мнозина негови љубители, во чиј живот преточи песни од својот репертоар, песни од носталгија, дертови, елегија и хероизам. Беше вистински народен пејач, уметник, национално име. И имаше таа сила да возбуди и расплаче, да привлече, како знаме, под себе небројно многу слушатели што ја сакаа неговата песна. И сега, зарем нема да се изнајде срце што би испеало песна и за него, за големиот, незаборавниот македонски пејач Никола Бадев.
pesna, i po srce i po duša, milost ta presna, večno ke se sluša, tu na nebo sonce greje, tvojta pesna ke se peje, darežljivo ke mi dava, makedonska čest i slava. Nikola Bade, legendo slavna, ti si nivo srca ta, za tvojta pesna stara. Nikola Bade, legendo slavna, ti si nivo srca ta, za tvojta pesna stara. Preko morinja okeani, naši cikaj beazdrani, glaso tvoj so Boži sjaj, i vraćaše borove kraj. Angel beše i od leta, kaj što zvezdi pesni pleta, narod srce ti otvori, ko legenda te pretvori. Nikola Bade, legendo slavna, ti si nivo srca ta, za tvojta pesna stara. Nikola Bade, legendo slavna, ti si nivo srca ta, za tvojta pesna stara. Ti si nivo srca ta, za tvojta pesna stara. Моите сеќавања за Бадев, за Никола Бадев, датираат негде многу одамна, уште како дете, кога на брановите на Радио Скопје, тогаш немаше телевизија, имавме радио, нели? Радиото беше она кое што не информираше и од кое што ние учевме. Значи, контактите се од емисиите, живите емисии на Радио Скопје за народна музика, каде што со голема радост и многу вака со почит ги слушав интерпретаторите Бадев, Сариевски, Илиева, Драгица Николова, групата Билјана, да речеме, и ред други пејачи кои со своето пеење, со своите интерпретации оставија еден белег во овај период до сегашен. И да кажам дека на некој начин ние и учевме да пееме од нив. Иако може би не сакав да ги имитирам, бидејќи секогаш сум имала свој стил, начинот на пеењето и онака како се стои пред микрофон и како се пее, јас сум сигурна дека сите ние сме учеле од нив. Колку ме прашате колку неговата песна е сега присутна на нашите радиобранови, многу е присутна. Јас како музички уредник на емисиите за народна музика на првата програма на нашето радио, на Радио Скопје, многу често го употребувам името Никола Бадев, а со тоа и неговата песна. Да се вратам уназад 4 децении, тоа се 40 години накаде да ги кажем, 20 и повеќе години другарував со Никола Бадев и мојата пејачка кариера се состои со Никола Бадев. Кога дојдов во Радио Скопје, првите дуети, првите турнеи, првите настапи и во странство и во нашата земја беа со Никола Бадев. И не знам што би рекла, тој беше еден немам зборови да кажем колку беше добар човек. Прво, кај него беше човечанството, па после тоа као пејач. Многу го сакаа луѓето, не само во, да речем, во Македонија, Југославија, бивша Југословенски републики, него во цел свет.
Бадев беше кога ќе на турнеја Австралија, Канада, Америка. Групата ме крстија амбасадори на македонската песма, а Бадев во таа група луѓето го крстија крал на македонската народна песна. Многу пејачи ги има, али еден е Бадев и Бадев ќе остане. Прожета би вечора сета, меѓу ручките махала, меѓу ручките махала. Прожета би вечора сета, меѓу ручките махала. И на првите дуети не се забораваат. Кај што одаме, сега скоро бев у 10 дена во Бугарија и уште ми е тражат болен лежим настојан. А како што знаете, сите нашите дуети ги обновива. Мислам како Ленче Дидејска, Илчевице Млада Невестија, испеа нашиот сограѓанин Маријан Коцев. Да, сите песми, мислам, сите нови пејачи ги испеале. Затоа што навистина останале запамтени тие песми, убави песми, што сме ги испеале ние. До душа и ја и Сариевски нешто обновивме, али навистина тој дует не се заборава. Еве ви кажав, сега бев у Бугарија, баш у Гоце Делчев, у Благоевград и ми е тража болен лежим настојан. Навистина Бадев има многу симпатизери, не да се фалам, али ја и Бадев у Пиринска Македонија, тоа сме ми царови, навистина за песните. И ви кажам, бев у Пиринска Македонија, во Гоце Делчев и многу места, мислам, што не сум била навистина никој пат. И многу ми барава песма од Бадев, например за Скопје. Ја им велам, лево, немој да ме подсетувате на тие песми, а навистина и не би ја ни пеела, и да ја знам не би ја пеела. Не сакам да се подсетувам на тоа време. И така сакам да кажам дека нашите дуети навистина многу популарни се. Ете, народ има уште плочи, еве колегите млади, помладите ги обновива. Многу песми, мислам сите. Од Ванев, Зоран Ванев, исто ја пее Сано Кленадо, сношти го видов Бото Стојне, и така натака, да не се сеќам на сите песми, но имавме ја и Бадев околу 18 дуета. Имам ги запишано е све, мислам у моите тефтери. И така, што да кажам, навистина многу време пеевме. Ја кога дојдов, он пееше пред мене со Драгица Николова, испеа неколку дуета, но ја како пројдов, ја бев пред това, пред Радио Скопје, бев ја у Танец. Од 500 до 54 година. Од 54 дојдов у радио и навистина ја дојдов со еден голем репертуар, бидејќи у Танец ја не можев да испеам тие песни. Тамо само 3-4 песми, толку ја нема повеќе време да, мислам, не ми даа термин да пеам, бидејќи повеќе гледава на игрите. Сариевски беше како солиста и ја како солистка. И така, и кога дојдов у Танец, у Радио Скопје управо, тоа се докажав која сум ја. И навистина за кусо време, не да се фалам, за кусо време ја станав многу популарна. Бидејќи ја испеав многу солистички песми. Например, као прва ми беше прва, Нико ме Анджико. Од татко ми, песмите ми се највише од мојата тетка Бонда Демишкова. Татко ми беше прв гајдаш на Радио Скопје, прв гајдаш на Танец. И на кавали свиреше и на гајда. И така, ја никој пат да ви кажам право не сум пеала со гајда, но кога дојдов на аудиција у Танец, не знам како татко ми засвири со гајда и ја таа песма ми ја засвири, таа ја испеав, нито проба, нито ништо. И што имала късмет стамена. Излего јане, сандански веле, да ми се јане прошета, низ таја пири
Jovanče i lele, Nelija vide četata. Nelija vide četata i lele, četata na Jane Sandanski. Videlo sum ja, slušalo i lele, svega za Jane zboreja. Kade je Jane Sandanski lele, četata da si prive. Професоре Ѓорѓиев, колку песната на Никола Бадев остави траги во македонската народна музика? Повелете. Песната на Никола Бадев остави трајни траги и силен печат во македонскиот музички живот, од причина што тој со своите квалитети се истакна не само во нашата средина, туку и подалеку на просторите кај други балкански земји. Јас не го кажувам ова како тиквешанец, нема основа да се биде пристрасен кога се работи за една таква личност за која што зборувале и ќе зборуваат многу музичари, пред се негови колеги. И во оваа смисла можам да ви кажам дека пред излегување е книгата за Никола Бадев, што ја подготвува неговата ќерка. И јас ракописот го читав како рецензент и можам да ви кажам дека врвни негови колеги, интерпретатори како што е Цуне Гојковиќ и слични на него, се оддушевени од неговото пеење затоа што многу често заедно настапувале како врвни југословенски песнопојци. Еден од тие негови колеги има една изјава што ја даде и што е поместена во книгата за Никола Бадев. Вели, 7 години сакав да го научам тој трилер на Бадев, никако не ми успеа да го направам така како тој што го прави. Значи, Бадев бил интересен и за врвните песнопојци на Балканот и во тоа лежи неговата големина. Ако сакате, може би е и должност јас да кажам нешто стручно за тоа, што е она во гласот што го прави квалитетот на интерпретацијата на Бадев. Ние кога ги проучуваме тие врвни песнопојци, гледаме каква боја има он на гласот, каква топлина има и нежност на гласот, а покрај тоа многу е битно како ги украсува мелодиските движења. А тука Бадев е многу силен и препознатлив, особено со она што рековме преска трилерче негово, кое што е најубаво изразено во песната за Параходот ми пристигна. И мислам дека тие квалитети го направија да биде он навистина посебен, препознатлив и многу помлади песнопојци да сакат да бидат Бадев. Да, знаеме дека многумина од нив, мислам на помладите пејачи, се обидуваат да го имитираат Бадев, меѓутоа мислам дека сепак не постои некој што може да го замени Бадев, барем досега. Знаете, исклучителните луѓе во сите вештини, и во материјалната култура, и во духовната, во музичката култура, тешко можат да се имитираат. Јас како кавадарченец би сакал ова прилика да кажам еден многу непосреден пример во спортот, да речеме. Например, еден Вуко Каров, например, со неговиот волеј, ретко кој можеше да го замени, или Амкарот, да речеме, да не речам Милков со своите паради, или не знам кој друг. Така е и во музиката. Ако е некој исклучителен, тој е незаменлив и затоа е тој популарен и неговата големина доаѓа до израз. Тоа е Никола Бадев, кој што велам е познат не само во нашата средина, туку и надвор од неа, и не само на Балканот, туку да речеме и меѓу нашето иселеништво, уште од поослободувањето стана веднаш познат
и тој остави многу силен печат во нашата естрадна уметност и мислам дека секогаш ќе биде како една светла фигура што ќе биде значајна. А ја во ова прилика сакам да изразам мојата желба дека би било добро кавадарци на некој друг начин да му се одолжи нему, затоа што се знае дека сите големи луѓе се врзани за родното место, за родниот крај и кога ќе идете негде на екскурзија или било кој повод во странство, во родните места сегде има по некоја скулптура или се чува куќата на некој голем човек. Мислам дека Бадев го заслужува тоа и би требало да има и некој белек од таа материјална култура каде што тој се родил, каде што живеел. Јас и благодарам на Кавдаречката телевизија што ми даде прилика да се искажам за ова, а препорачувам да по излегувањето на книгата секој да што го сака Бадев, што сака да разбере многу повеќе за него, да се ја набави таа книга и мислам дека ќе биде задоволен зашто таму се искажуваат мноштво од луѓе за една личност. Не се искажува само еден стручњак кој што може да биде и пристрасен во крајна линија, се искажуваат мноштво од луѓе и тогаш се добива покомплетна представа за неговото значење и квалитет. Не можа мајко да дојдам џанам, момчето ми е малечко. Не можа мајко да дојдам џанам, момчето ми е малечко. Престојуваме во семејната куќа на Никола Бадев и овде ќе поразговараме со неговите најблиски. Секако ќе го започнеме разговорот со неговата сопруга, господја Милка. Добар ден. Добар ден. Еве разговорот за вашиот сопруг, да го започнеме со тоа како започна тој со пеењето. Тоа беше 48 година. А Василе Джиманов беше у Радио Скопје и му прати телеграма, оти тоа ги немаше телефони едно друго, му прати телеграма на коле за да иде на аудиција и дали ќе го примат. Он отиде на аудиција со тетин ми Манчо Джиманов. Таму го примале, а имало многу за примање, не го примале, имало и од телевизија Белград. Ама кога го виделе дека он пее убаво и го зеле одма на турнеја низ Белград. И си дојде тетин ми, викам, каде е тетин Коле? А Коле работеше у Кавадарци, у амбулантата. А вика, не, вика, изгледа Коле ќе остане, вика, таму. Го оставија. И како вика, може ми да мен 3 деца со песма. Па тој беше многу срамотно, тоа беше, за да пееш. И си дојде Коле, вика така и така, у Белград ми даваат куќа и у Белград да си одам. Ама ја му викам, јас сум македонец, јас само Македонија. Македонија ќе ја представувам, неќум Белград. И ништо, он си дојде, после му дадоа тука стан, и ни си дојдовме со децата. И после почна он да оде по турнеи, по Австралија, секаден, пред да умре у Канада беме заедно. Тоа ја не знам како да ви кажам. Тоа значи дека честопати вие го придружувавте на турнеите? Па, понекогаш. 3 деца има, сите студираа, јас не можам. Он стално беше на пат. Ја не можам со него стално да одам, ама одев. И беме у Канада, па тоа, ја не знам, викам сега да е жив,
значи да се гордеам со таков маж. Он имаше концерти со Лепа Лукич. Лепа Лукич српски пееше, он македонски. Сега, кога и завршија концерте, пееа у македонската капана. Един од директор беше србин, еден македонец. И сега кој ќе се каче на сцена по 15-20 песми пее, а он беше опериран. И јас сал викам, туку му немам, доста пее, шо да правам? И тие директорот дојде, србин беше, па добро вика, ни сакаме Бадев да го слушаме, али сакаме и српска песма. И му викам на колено, губао се в далинки ти пееше он српските песми. Вика, не гледаш, а тие од амбасадата, таму секој вечер да го слушат, идеја тука. Он вика, слушај, ако сакате српски песми, ете вија Лепа. Вика, пее. Јас само македонски. Никако српски он не запеа песми. И сакам да ти кажам, и кога беше у естрадата за пензија, за да си плаќа, он се тука, ние имаме македонска естрада, он беше македонец. Он уопште одеше у Белград, пееше, ама само македонски песми, никако српски песми. И баш до мене многу ми мака, што он имаше над 300 песми. Тие сите беа од кавадарци до несвекрвме и многу убаво пееше. И сега, тие песми треба нели да се пеат. Али нека кажат кој пееше, бре. Он има негови композиции. Уопште не јавуваат тие чии се композиции, а и пеат. Да спомнеме некои од тие композиции. Ами, не знам да ти кажам, иче можам се сетам кој беа, Роси, кој беа? Добро, за тоа ќе ја запрашаме неговата ќерка Роска, секако. Какви други спомени носите за вашиот сопруг? Како човек, како беше тој? Спомени, да ти кажам, многу спомени се тие, не се кажуваат. Нарочно у Бугарија, кога Деми имаше свиждње, без Васка, без него свиждње не можеш да биде. Он беше многу популарен, исто и Васка. Да ви кажам, може да дојде како фалба, не можеме од народ да поминиме ние, се цвеќе ни фрла, како на Тито што му фрлаваме едно време, цвеќе. Леле, коле ќе да стане со колата, тој немаше коли многу. Он имаше. Ќе да стане, ама, бре, луѓе, тргните се да поминам. Не, викат, баде. Па у Австралија ќе речеш. Па на раци го дига, сите. Cel noć mi je, majko, cel noć
Celu noć mi je, majko, na raka ležalo. Duri mi je, majko, raka iskršilo. Na konj da se kača, pa ne moža, majko, na konj da se kača. Во семејниот дом на Никола Бадев разговараме со неговата ќерка Роска. Роска, запознати сме дека вие подготвувате една монографија за вашиот татко. Како дојдовте на идеја и докаде сте дојдени работите со монографијата? Повелете. Уште пред 3 години заживеа во мене идејата да напишам нешто за мојот татко, да одбележам неговото постоење, неговиот уметнички подем. Поточно, 1975 година, негде есента, почнав да собирам документи, материјали за него во фонотеката, картотеката на Радио Телевизија Скопје, во Универзитетската библиотека, а нешто имав сочувано и дома кај мене. Но сепак ми е жал, најубавите фотографии и документи ги зема новинарите од Радио Белград, Радио Загреб, непосредно по смртта негова, за да пишуваат за него, бидејќи тој беше великан во поранешна Југославија и доста ценет и тамо. Така почна идејата за таа брошура. Всушност, јас сакав да напишам една мала брошура, да одбележам 20 години од неговата смрт и како долг од негова ќерка и како долг за Македонија, за идните генерации да имаат за него документи. Меѓутоа, сретнувајќи ги неговите пријатели, разговарајќи со нив, зимав изјави, сакав концепт направив да ми биде, идејата беше таа брошура со негови изјави од радиоемисии, од новински сечоци. Така таа брошура почна да расте и просто се создаде една голема книга, така да и оваа книга, сите тие изјави не можев да ги соберам за него. Тоа мене толку ме трогна, јас бев многу воодушевена, како луѓето со љубов за него зборуваа со озарени лица. Никогаш лош збор за него не слушнав од никого. Тоа значи дека јас како ќерка, тоа нормално е дека за мене беше еден прекрасен човек, некој би рекол дека сум пристрасна. Меѓутоа, тоа го докажа и луѓето кои што со нив контактирав, неговите современици. Така да настана оваа монографија која ја поделив во 3 дела. Сакам да кажам уште тоа дека татко ми беше еден прекрасен човек, со една позитивна енергија ширеше околу него. Тој ги привлекуваше луѓето како магнет. Сегде каде беше тој, имаше песна. И дома кај нас, мада беше многу ретко дома, секојаш беше на турнеи, но кога беше дома, беше празник за сите нас. Доаѓаа многу пријатели, правевме вечеринки, се пееше по цели ноќи до зори. Се сеќавам на посебно на дуетите со Чичком и Илија, кој исто така многу убаво пееше и свиреше на гитара. Тие знаеа до зори, тој со гитарата, татко ми со примчето, да пеат и тоа тоа беше една магија. Ние присутните дури не смеевме, не сакавме да им се придружиме за да уживаме. Тоа беше едно вознесување. Ги пеат тие старите песни кои никогаш ние ни на радио не сме ги слушнале. Монографијата ја поделив во 3 дела. Првиот дел е биографијата на татко ми од неговото раѓање до смртта. Се базира на искази автентични искази од негови пријатели, роднини, современици негови, колеги.
потоа културни дејци истакнати, етномузиколози и од други профили на професии. Така да и тој што не го познал татко ми, преку овие искази ќе го долови ликот на татко ми како уметник, како човек кој што тој кадифен глас ми се чини беше огледало на неговата кадифена душа. Тоа сите го кажуваат и тоа е мотото на тая монографија. Другите зборуваат за Бадев. Вториот дел ми е 30 бисери од неговиот пребогат опус, репертоар, кои што се автентично мелографирани и во они оригинални тоналитети во кои тој ги пееше. Запишани се онака како тој што ги исполнуваше со неговото карактеристично пеење, мелизмите, филигранските украси, глисандата, кои што и ден денеска се уникатни и неповторливи, и кои што можам да кажам дека и секоја интерпретација на татко ми на истата песна е уникатна. Секогаш на друг начин испеана, тој ја пееше онака во моментот како ја доживуваше. И затоа ми беше многу тешко да го мелографирам, затоа што тешко се доловува тој глас. Третиот дел, само уште за третиот дел да кажам, тоа е библиографија на песните снимени за музичката продукција на радиотелевизија Скопје, дискографските куќи низ Југославија, Југотон, Дискос, РТБ, грамафонски плочи во Канада, во Австралија. Тоа се 200 песни, хронолошки, по азбучен ред направени, со сите податоци од каде е песната, каков такт е, кој ритам, темпото и сите најважно од тоа е што тука ги има сите сигнатури на која лента е таа песна запишана снимена во радио, така да оној кој што ќе сака да се бави со научна работа, а верувам тоа ќе сакаат во институтот и во Факултетот за музичка уметност на етномузикологија одсекот, многу брзо ќе ги најдат неговите песни по тие сигнатури. Монографијата е многу богато илустрирана со слики од младоста, се до неговата смрт. Тука има и со виолината, и со гитарата. Се гледа дека сте вложиле многу труд во оваа монографија, меѓутоа кога можеме да ја очекуваме, така да и пошироката јавност да може да и биде достапна оваа монографија? Монографијата можам да ви кажам дека одамна е завршена, меѓутоа поради немање средства, немање слух веројатно за вакви големи уметници, до сега не излезе. Сега во Кавадарци, во печатницата Даскал Камчев ми се понудија да ја печатат по повод 80 години од неговото раѓање, како нивни сограѓанин, и би сакала на овој начин да се заблагодарам прво на Трајана Манчева, патронот на културно-уметничкото друштво Никола Бадев и на сите членови нивни. Потоа би сакала посебно да се заблагодарам на директорот на ХЕЦ Тиквеш Диме Каров, кој што сум слушала и порано дека на секого излегувал во пресрети е многу племенит човек, меѓутоа сега се покажа дека навистина е така. Јас многу го почитувам. Одма ми понуди помош и за книгата и за гала концертот кој што треба да се одржи во Скопје. И верувам дека Кавадарци и сограѓаните ќе имаат слух за овој нивни голем сограѓанин. Imate mi ubavi, imate mi ubavi, a ergenivice, glupavi, a ergenivice, glupavi, imate mi ubavi, a ergenivice, glupavi. Ne
знаят ми да любов, не знаят ми да любов, да знаят вино да пият и бела юта ракия, да знаят вино да пият и бела юта ракия. Можем да кажем дека носам многу убави спомени од татко ми, бидејќи тој стварно рано почина. Беше млад, ние бевме помали, меѓутоа тој беше многу весел човек. Нашата куќа беше секогаш со песна распеана. Доаѓа музичари од радио, овде се снимаше, се пробаше песни за снимање, така да секогаш беше во една весела атмосфера куќата. Ние сите бевме исто така раздражени, распеани. Јас исто како така поголема од сестра ми од Росе, имав така афинитет за пење и снимав со татко ми една плоча. Убава излезе, требаше и друга да снимам. Меѓутоа не знам што излезе, тој така малку беше доста критичен, критички се, варијантите не сум ги правила како што требе и така. И иначе татко ми е кавадарчанец и ние благодариме на кавадарци што стварно направи доста емисии за татко ми на радио, на телевизија. Еве сега и сестра ми пишува една монографија за неговото дело. И тогаш во тоа време кога бевме мали не знаевме уствари каков татко имаме, дека тоа е бисер на македонската народна песна. Мислам еден глас кој што ретко се раѓа во животот и не го ценевме толку, меѓутоа сега со овие нови пејачи, нови песми се цениме дека и нормално и со тоа што се бараат песмите од татко ми. Еве сега ние, мислам на неколку средби овака со млади што сме биле, го бараат Бадев и младите доста го сакаат него, да го слушнат, да го има на плочи, на CD, касети и меѓутоа го нема снимки, ги нема сите песни што Бадев ги испеал. Пеат други пеачи, тоа е се во ред и треба да ги пеат. Меѓутоа, Бадев, неговите песни, мислам дека треба да се направи напор. Радио, телевизија, Скопје и радио, телевизија Кавадарци, како роден град на Бадев, да се снимат тие негови песни, оти остануваат на младината. И оти Бадев е стварно дел од македонската историја. И со оваа монографија, и со неговите песни, ќе останат на генерацијата како историја за еден човек кој што оставил за себе многу убави песни, македонски изворни песни. Кажи, Рајне, кажи, душо, кој ти нишан стори, кој ти
za te izlaža. Nošti mi doj, dova majko, gostja Makedonci, se sobeli konja majko, i so žolti se sobeli konja majko, isto žuti uzdi. Glava parim beše majko, moj to parno libe, toj mi nišan stori majko, na belo to lice. Toj mi niša stori majko, na belo to lice. Го запознах од своите 11 години. Затоа што тој свиреше, а често пати од чичко ми беше и тој музичар, свиреше на виолина. Сите инструменти од друштвото, тогашното друштво што беше, ги носе инструментите тука кај чичко ми. Па во 1951 година заедно работевме со Бадев и по моја иницијатива напишавме молба да иде на аудиција во Скопје и од тогаш го примија со песната пак, јас што му ја кажав, Збогом мила. Таа песна беше Збогом Стојна, меѓутоа јас викав, не е само печалбар на Никола Стојна, туку имаме доста печалбари и ја направивме песната Збогом мила. И од 50 година тој отиде со таа песна, беше при мен и таму како човек беше нешто совршено. Јас, колку што го знам, он живееше 58 години, од тоа 30 и повечко години го познав, верувам че тој човек со никој се немаше нешто замерено или пак беше многу друшен, многу весел. Со сите беше како да е со брат. И затоа имам прилика, дури лентата ја чувам, кога се снимаше емисија за него, тоа беше 87 година кога ја снимивме, сите искажувања, оние неговите соработници, оние неговите што беа пријатели, другари, се само најпохвално се изразуваа за него. И стварно беше човек, таков човек и таков глас нема да се роде друг. Богом мила дојде време, јас со тебе да се разделам, јас пак беден роден сум без крце, се со мака тага голема. Јас пак беден роден сум без крце, се со мака тага голема. Тешка
беше нашата разделба. Кога тръгна во непознат край, моите сълзи пътят го топея. По пътят за непознат край, моите сълзи пътят го топея. По пътят за непознат край. Дойдох тука како јабанџија, далеку од мојот дом и крај. Срце плаче, нигде среќа нема. Gurbet tuđa tuđina, srce plače, nigde sreća nema. Teža gurbet tuđa tuđina. Разговаравме за и се договоривме за активности во понатамошниот период за неколку цели кои што треба да ги оствариме, а во функција на одбележувањето на ликот и културното дело на Никола Бадев. Првото се однесува, јас ги запознав дека во рамките на Комисијата за награда и признание на Советот на општината во областа на културата имаме до сега веќе со недвосмислено произјаснување плебисцитарно на наградата највисока општинска почитен граѓанин да се доделе посмртно на Никола Бадев. Потоа зборивме во рамките на Гроздоберот нивна иницијатива што јас во моментот ја прифатив и мислам дека ќе биде прифанена и од организациониот одбор за организација на Гроздоберот. Тоа е онаа културна традиционална манифестација Серенади, што ја отпочнавме од претходната година од држувањето на Гроздоберот, да ја посветиме на Никола Бадев со учество на естрадни уметници и од Републиката и од Тиквешијата и од Кавадарци, кои што би пееле на таа традиционална манифестација Серенади, би пееле претежно песми од Бадев. Мислам дека тоа ќе биде многу и автентично за Кавадарци, а и за тоа е посветено на гостите, странските посетители и од Републиката. Мислам дека тука ефектот ќе биде навистина голем. Понатаму зборевме за една иницијатива која е потекната од нивната фамилија за биста на Бадев во Кавадарци на згодна локација, која што би одговарала на неговата заслуга како граѓанин на Кавадарци. И еве ја активиравме таа постапка со ангажман на архитектот да се види најзгодна локација и да потоа заеднички со скулпторот и со донаторите на таа работа, тоа се во тековната година зацртавме да се реализира. Вечно ке се слуша, дур на небо сонце гре, твојата песна ке се пе, дарежливо ке ни дава
čest i slava. Nikola Badev, legendo slavna, ti si nivo srca ta, so tvojta pesma stara. Nikola Badev, legendo slavna, ti si nivo srca ta, so tvojta pesma stara. Preko morinja okeani, naši cikaj bejas brani, glasom tvoj sa Božji sjaj, i vraćaše roden kraj. Angel beše i odleta, kaj što zvezdi pesmi pleta, narod srce ti otvori, legenda te pretvori. Nikola Badev, legendo slavna, ti si nivo srca ta, so tvojta pesma stara. Nikola Badev, legendo slavna, ti si nivo srca ta, so tvojta pesma stara. Ti si nivo srca ta, so tvojta pesma I to bi bila ta emisija što večeru ja planiravme za Nikola Badev. Sakam samo na kraju da vi kažem дека ќе продолжиме со овој серијал со досега неемитован материјал за Никола Бадев кој го имаме во нашата архива и благодарение на Сапуџиеви ние го можеме да го монтираме и да ви го предадеме како таков. Предизвика видно внимание кај вас, благодарам за тоа и продолжите понатаму да не следите. Во овој термин во идниот петок ќе имаме емисија отворена за. Пријатна вечер со нашата програма.